gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma. Сосот за макароните во фрижидерот ставете пред да јадете. Dile benden sen ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu yar? Yine çık yoluma. Aldın aklımı ah. Dile benden sen ne istersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim. Сега влегов натре, добро, кога ќе дојдам? Веќе на вистина, пак раскренал се. Соларникот, црниот бибер, маслото, лажиците. Ма ти ли работиш во кујната? Седни и зеди си го јадењето. Види колку убаво ти се сервира јадењето пред тебе. Фатош, јас сватив, човеков е сенилен. Бидејќи не можев да ги насадам во дворот, ќе останат во саксија. Ако им сисуши земјата, може да им ставите вода. Што е ова? Беше сос за питата. На здравје нека ви е. Не оставајте празни издели наоколу и не лепете пораки на секаде. Ви направив ново сладко. Мислам дека моите сладка се побави од тие ваши органски марки што ги сакате. На здравје нека ви е. Имајте убава недела. Пазарът е за секој ден. Фрижидерот е многу растурен. Само што го зафатив киселото млеко, не го отворајте и не го преместувајте. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu ya? Во куќава нема влага. Не ставајте ориз во соларникот и не оставајте пораки, остануваат траги. Во кујната се вари јадење и соларникот повлекува влажност, му треба ориз. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım ya. Beni özletme. Hadi artık aşk yolun küçücük. Нема веќе траги од лепак. Едрењето од минатата година на вистина беше многу убаво. Добро помина. Пардон. На здравје нека ви е. Ви благодарам. Оп. Добро. Само секунда, господине, веднаш ќе Вие средам. не мрдете, јас ќе средам. Јас од оваа страна полесно ќе средам, само вие држете ја раката мирно, доволно. Само малку, Ама добро. господине, ќе ја искинете. Ќе средам јас ако ми дозволите. Ако вие ми дозволите, не ме влечете, јас ќе средам. Господине Мурат, не замерувајте. Само секунда, господине. Добро, готово. Ама што направивте? Целото се растури. Господине, да не брзавте туку, јас ќе го извадев тоа. Господице, смирете се, во ред. Би сакал да ја надоместам штетата, колку чини? Не можете секоја штета така да ја надоместите, господине. Имаше сентиментална вредност. Да, и таа беше направена од теркизни камиња, тоа е специјална креација. Најмалку е 50 лири, дури можеби 100 лири. Повелете. Не сакам. Немаше потреба, ама ви благодариме. Фато, што направи? Што ми е мене проблемот, а што ти е тебе? Таа нараквица ти ми ја направи за Што роден има ден. тука, ма? Ти направам уште една, дури уште 3. Што ме гледаш? Што ме гледаш? Колку ти бил скапоцен имотот. Ама назли, остави сега, ќе ставиш и ќе ја изгребеш. И после расправај се со чичкоферите. Пушти си го, девојко, пак телефонот.
uzak var bilmiyorum. Ben seni kopardım attım, kendimi toparlıyorum. Var mı şimdi başka biri, onu bana benzettin mi? Ne yaparsan o ben olmaz, parçaları sana uymaz. Kendimi bunun için mi yoracağım ben? Kalbimi bunun için mi kıracağım ben? Kendimi bunun için mi yoracağım ben? Kalbimi bunun için mi kıracağım Yok ki senin bir yedeğin, kötü kedi şerafetin. Söyle nasıl kıydın bana, hem canımdım hem ciğerim. Kendimi bulamıyorum, geri alamıyorum. Ben her gece rüyalarda hep sana hak veriyorum. Kendimi Молам, Енген, што има? Сега си дојдов дома, Енген. Многу сум изморен. Убаво да си поминете. Ај, браво, Назли, ни си ја ставила чашата во машина.
Која си ти? И што правиш тука? Всушност, ти кој си? Види, ако веднаш си заминеш, никому нема да кажам дека те видов. Ако дојде господин Ферит и види дека скришно си му влегол во куќава и уште дека си се истуширал, ќе те убие, верувај ми. Ајде, оди си. Ајде, оди си. Јас сум господин Ферит. Ова е моја куќа. Ти? Вие сте господин Ферит? Чекај, ти не си келнерката од забавата? Што плеткаш ти, а? Вие се сетив, да. Господине Ферит, само што сакав да излезам, задоцнив. Сум се занела. Добро, на што бараш во мојава куќа? Јас сум ви готвачка. Назли. А што е со господја Назмија? Умре. Назмие е баба ми. Кога починала таа, незиното име ми го дале мене. Државните служби и госпогица Игбал ме викаат Назмие. Да е жива, ама вие можете да ме викате Назли. И полесно е. Ти ли ги правиш јадењата? Да, И пораките ти ги пишуваш? да, ама тие се со информативна цел. Господине Ферит, многу ви се извинувам. Јас требаше многу одамна да излезам. Бидејќи госпогица Игбал постојано ме предупредува, излези од куќата пред да се врати господин Ферит. Јас обично излегувам, ама часовникот на мојот телефон постојано се рестартира. Сигурно и денес се рестартирала, ама јас околу јадењето, чистењето, сум заборавила да го проверам. Чистење. И тоа јас го правам. Господине Ферит, многу сум свесна дека ова воопшто не е пријатен момент. Ако е потребно, ќе зборувам со госпогица Игбал и ќе останам додека да најде нова готвачка. Во ред? Ако ти се одолжи работата, доволно да известиш господја Игбал. Кога ќе се вратам дома, да знам дека некој има во куќава. А и друг пат не ставе во сармата рибизли. Не ги сакам. Добро. Леле бе, многу убаво изгледа куќава. Ниту јас не знам дека можам да направам волку убава. А да си играме индијанци? Види сега, јас ќе бидам индијанец, а ти ќе бидеш каубоец вака со една капа и ќе се обидуваш да ме фатиш. Бол од душа. Јас не сум многу добра во играње каубоец. Ама ако сакаш можеме да правиме гураби и тоа и јапонски гураби. Јапонски гураби? Да, ајде да правиме. Ама потоа ќе се вратиме и повторно ќе си играме. Може? Вик, 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 вик. Дојди ваму, убавец. Вујче! О, што правиш ти на Вујче убавиот, а? Мил мој Вујче. Знаеш, јас и Назви многу убаво си игравме. Така ли? Дај да ти ги видам рацете. Ама тебе рацете ти се нечисти, а? Оди, изми ги и врати се. Ајде, Добро. ајде. Господи се Назмија, на што личи куќава сега? Па додека си игравме со булут малку ја растуривме, ама веднаш ќе Тоа подсобра. е дете, може да растура. Ама ваша работа е куќава да одржувате средена и чиста. Зар не ви е кажано дека кога ќе се вратам дома, куќава треба да биде средена? Кажано ми е. И што не сте разбрале од тоа? Разбрав, господине Ферит. Се извинувам. Назви,
тажна си? Малку. Војко ми некогаш знае да биде нервозен. Ама да знаеш дека многу добар човек е. Ако сакаш ќе те научам како можеш да го насмееш. Душичке. Имам изненадување за тебе во градината. Изненадување? Ти оди, јас ќе дојдам. Господица Назмија. Блуд ни е гостен, ќе може да останете за сервирање на вечерата. Ве молам. Може, ќе останам. Ќе ви се плати прековремено, не грижете се. Нема потреба, господине Ферит. Моли му се на Булут, одвратен. Еден до друг сме, спремен си? Да. Притисни. Има многу ветер. Ај. Булут, постојано вртиш на мене. Ти ми правиш некој финт, ја не мамиш малку, а? Ама што да правам? Ти возиш многу брзо. Ајде да се смениме. Стисни, оди ме Реков право. да се смениме, Војче. Еве, земи, ајде. Ќе се врата малку назад, добро? Да ти дадам предност. Ама јас сум малечок, почекај ме. Боже, боже, зошто пак... пак ме удираш? Па не удрив, ти ли самиот си го правиш тоа? Многу убаво мириса, не ви, Војче? Да, и убаво изгледа. И салатата е готова. Господица Назмија, што е ова? Салата со урда. Имаше останато малку урда и ја додадо во салатата. Ви напишав салата од брокола. Ви кажале дека не ми се допаѓа кога ми се менува менито. Помислив дека ќе ви се допадне. Зошто? Бидејќи Јас сакав. Бидејќи јас сакав. Ти сакаш салата со урда. И да назви, ми рече дека ми направи. Па штом ти си сакал во ред? тогаш, на здравје нека ви е. Ти нема да седнеш со нас? Не було душо, јас да ја подсредам кујната ќе си... Те молам, остани, те молам. Ве молам, седнете со нас. Добро, тогаш да земам чинија вилушка доаѓа. Нема да мислиш дека ме излажа, ти не ни знаеш што е урда. Како да не? Урдата е сирење. И Војче, јас веќе пораснав и можам се да јадам. Сигурно прв пат слушаш во живота за салата со урда. Не ти поминува ова. Супер ми помина. Види, ете, јадеше. Да назви, тебе не ви те недостасува мајка ти? Многу ми недостасуваат. И јас ним. Ама училиштето што јас го сакам го нема на секаде булот. Затоа мораме да бидеме одвоени. Војче, да назви одува во училиште за правење јадење. Ама онака таа прави многу убаво јадење. Јас мислам дека не треба да оди на училиште. Ти благодарам булот, ама за да ја работам работата што ја сакам не е доволно само да се готви убаво. Да се работи професионално е нешто поинаку. Нека ви е на здравје. Јас да станам веќе. Ќе средам кујната и ќе излезам. Ама те молам, остани уште малку. Кажи нешто. Блуд си, има работа. Следниот пат... Имаш работа? Мислам дека немаш. Немам работа, ама... Ете, гледаш дека нема работа. Ајде те молам, остани уште малку. Да гледаме филм? Може, ќе гледам. Па јас си назви ќе го одбереме филмот. Нека биде во летното кино. Летно кино? Каде?
Се случи нешто, Булут? Ќе одам во тоалет. Не, можам да одам сам. Пораснав веќе, не сум бебе. Во право си. Не ја растажувај назви додека ме нема. Многу мило дете. Мајка му е многу среќна. Да, така е. Позрела од возраст. Сигурна сум дека знае многу повеќе од На мене. мене личи. Јас сум бил ист како мал. Тешко е да се поверува дека никогаш сте биле дете. И мајка ми така вели. Се мачела да се присети каков сум бил како малечок. Јас бев вистинско дете. Не се симнував од врвовите на дрвјата. Колената никогаш не ме беа без рани. А од каде ви се појави желбата за готвење? Мајка ми правеше многу убави јадења. Уживав дури и да ја гледам. Се разбира, во кујната не се тргав од неа. Заедно месевме теста. И потоа, така продолжив и ми стана хоби. Ама да се одбере како професија е чекор напред. Всушност не е така. Кога човек ја работи работата што ја сака, тоа веќе не е работа, туку се претвора во задоволство. Мислам, за мене е така. Изгорана се заработувам со тоа. Што треба повеќе? Мислам, работата и хобито не треба да се мешаат. После да се играме ли со играчките од кутијата? Миличко, јас и онака многу се задржав. Да средам кујната и да си одам веќе. Добра ноќ. Тарик ќе дојде наскоро. Откако ќе го однесе Булут, нека го однеси вас дом. Воопшто нема потреба, благодарам. Се гледаме, Булут. Се гледаме назви. Ајде, оди собери си ги работите. Добро. Мајмунче едно мало. I really appreciate it. Our organization has organized it. Господине Ферит, господине Енгин, многу ви благодарам што дојдовте. Ние ви благодариме за поканата, господине Накатани. Турскиот ми е многу лош. Се извинувам. Вашиот турски е многу подобар од мојот јапонски. Добре дојдовте, госпогице. Ќе земете ли нешто за пиење? Што има безалкохолно? Имате овошни сокови, повелете. Благодарам. Нема зашто. Што бараш ти тука? Простете, господине Ферит, ама не давам извештај на газдата што правам надвор од работното време. Мене само ме интересира што бараш тука. Да не те интересира јапонската култура. Секако дека сум заинтересирана. Имам широк спектар на интереси. Се надевам дека животот не ми се сведува само на вашата кујна. Пријатна забава, господице Назми. Добра забава, господине Ферит. Бидејќи се е твоја лична своина. И тука мешај ми се. Се гледаме. Многу се извинувам. Што направивте? Господице, какво е ова невнимание? Знаете ли кој е овој господин? Не беше намерно, многу се извинувам. Вашето извинување не е доволно да ја поправи катастрофава со која предизвикав тоа причина. Мистер Накатани... Мистер Накатани е мој гостин во Истанбул, а господицата е со мене. Така ли, господине Ферит? Што ми ја така, многу се извинувам. Имајте убава забава. Ви благодарам. И уште биле ваши гости. Што да кажам за да средам работата? Нема потреба ништо. Само не прави друга глупост до крајот на забавата. Види, ако сакаш, ќе ти испратам дома со возачот. Нема потреба, сама дојдов, можам сама да си одам. Добро, ти си знаеш. Ако е можно, не пии повеќе. Добро, но јас алкохол... Пријатна вечер, господице Назмија. Ти си Назмија. Здраво, господице. Повелете, овие се без алкохол. Кој е со алкохол? Ова и ова.
Чекај. Добро, благодарам. Ферид, која е девојката со која зборуваше? Господица Назмија, мојата готвачка. Твојата готвачка? Што има, Енгин? Не е важно. Енгин, кажи што има. Знаеш, оној локалот во кој бе вчера, каде што има девојки ловци на богати бизнисмени. Таму беше, облекла секси фустан и се забавуваше со мажите. Внимавајте на себе, ќе се видиме. Муши ваке го заимашен. Хонтуни, муши ваке го заимашен. 大丈夫ですよ。 Аригато, козаимоса. Вие знаете јапонски да зборувате? Всушност не зборувам најдобро, ама многу ви ја сакам културата, многу ме интересира. И затоа одам на часови. Многу убаво. Ве молиме, придружете ни се. Навистина. Повелете. Ви の中にウサギがいます。 О, Браво за мене. Ај, господин Ферид дошол. Јас им кажував на господин и госпоѓа Накатани за приказната што ја знам за јапонските мочи зајаци. Разбирам. Because my wife doesn't know any languages except Japanese, she's bored. I appreciate you bring Miss Natsu here. I'm glad Mrs. Nakatani is happy. 本当にありがとうございます。そうだ、今度日本に桜の季節にお二人で遊びに来てもらいましょうよ。 Секако дека ќе дојдеме. Госпоѓа Накатани не кани во Јапонија за време на сакура. И вас и мене посебно. многу е убаво што се запознавме со млада девојка што ја знае нашата култура толку добро. 本当にあなたは綺麗だし、いつご結婚なさるの？ Што вели? Кажува дека сум била многу паметна. И? Нема, толку. Жена ми прашува, кога вие ќе ставите прстен на рака на оваа преубава девојка? Ќе танцувате ли со оваа убава дама? Ако не танцуваме, господја Накатани ќе биде многу разочарана. Никако не сакаме да ја разочараме господја Накатани, нели? Зачудувачки е што си толку издржлива на алкохол. Додуше, што се чудам, нормално е, навикната си ти. Нормално? Јас не сум навикната на алкохол. Цела ноќ пиев од нервоза. Мислам, кога истори врз... Мора ли се когаш толку многу да зборуваш? Не, само кога морам да објаснам нешто. Демет љубов. Оваа девојка што танцува со Ферид, која е оваа девојка? Девојка ли му е, јас не ја познавам. Господјо Демет. Од каде да знам, Хакан? И мислам дека тоа нас не засега. Јас сум уморна, ќе ја викнеш ли колата, сакам дома. Танцувај да те видам, Ферид Аслан. Танцувај, јас подоцна ќе танцувам со тебе. Господине Мекбет, се гледаме.
Убаво мирисаш. Јасмин. Господине Накатани, ќе си одиме ли веќе? Јас и жена ми сакаме да пиеме кафе во вашиот двор. Ова е прекрасна идеја, господине Накатани, и јас уживам во погледот на таа あ куќа. なたも一緒に来られますよね。 И господја Назли ќе дојде да пие кафе, нели? Да, се разбира. Каде доаѓам јас? Види, денес не ме повика, мени што се случи, се е искривено и несредено. Овој е болна педантерија. Сака се вака да му биде на свое место. Се, под конец. Господине Накатани, многу ви благодарам за гестот. Сакате да се напиеме по една саке пред кафето? Може, секако. Имаш чаши? Како може да нема? Ќе ми помогнеш ли? Внимавај. Ај, овие се многу убави, воопшто не сум ги видела овие досега. Се разбира, бидејќи не чепкам по куќава. На здравје, на здравје. でも今回はあなたに会えて本当に嬉しかったわ。また次回もぜひお会いできるのを楽しみにしていますね。 Жена ми вели, се надева дека следниот пат ќе помине подолго време со господица Назли. Секако, зашто да не? Јас да направам кафе, нели? Кафе ќе ни дојде убаво. Веќе е многу доцна. Ние да станеме, ќе ни должите едно кафе. Добро, тогаш како сакате. Кафето ќе биде за следниот пат. Возачот чека ќе ве однесе до хотелот. Ви благодариме. Повелете. Ве очекуваме повторно. Ви благодариме. Довидување, господине Накатани. Многу ви благодарам, господине Ферит. Внимавајте на себе. Благодарам. Повторно ве очекуваме. Дај Боже и во Јапонија. Ви очекуваме. Добра ноќ. Јас да си ја земам чантата и си одам. Добра приказна за смоглавата змија што испила саке и умрела. Ако пиеш саке, ќе умреш веднаш на лице место. Твоето излезе повеќе од пиење саке. А всушност приказната не предупредува на друго. Не им потпаѓа на чувствата, користи ја логиката. Односно како Ферит, Аслан се во рамките на логиката. Се по правила и прописи и многу здодевно. Да. Добро, а ти? Не стапуваш со чувствата или со логиката? Со логиката секако. Еве јас, например, како ученичка, ем учам, ем работам. Исто така, додека ги правам овие работи, воопшто не се лишувам од шетање и забави. Ти ме виде ваква малечка и мислеше дека сум наивна, господине Ферит. Не, никако, душо. Очигледно дека не си наивна. Месечината е многу убава. Се согласувам, многу е убаво. И времето е убаво. Мириса на јасмина. Јас станувам, да.
Не си оди. Остани тука вечерва. А? Не зле, што се зачуди толку? Долго време се трудеше, конечно успе. Ете, тука сме заедно. Пардон? Еј, дај не се преправај. Прво се вработи како готвачка, потоа постојано се појавуваше на сите приеми кај што бев. Конечно, ноќе дома ми дојде. Добро тогаш, го доби тоа што го сакаш. Ајде, влези внатре.